Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Овој пат најава за големата награда на Кина, која ќе се вози овој викенд. Квалификации се во сабота наутро од 8 часот, а трката за големата награда на Кина ќе почне од 8 часот и 10 минути наутро по македонско време. И овој викенд бележиме голем јубилеј. Тоа е 1000-тата трка во Формула 1. Од првата трка одржана на 13 мај 1950 година во Силверстон до оваа трка овој викенд точно 1000 трки. Каква историја, голем број на великани возачи, голем број на тимови, некој кулмина од нив како Ферари, Мекларен, Вилијамс, Мерцедес, Рено и до ден денеска во Формула 1 големи имиња кои повеќе не се со нас. Меѓутоа Формула 1 се уште е на врвот на мотоспортот. Формула 1 влече развој на нови технологии, секогаш ги има најдобрите возачи, секогаш има добро шоу, драма, така што се надевам дека и следните 1000 трки ќе бидат исто така возбудливи и сум сигурен дека Формула 1 ќе продолжи да го носи светот напред кога станува збор за автомобилизмот и спортските трки. Што се однесува конкретно до овој викенд од надпреварувачка смисла, ќе биде интересно да се види дали Мерцедес ќе ја продолжи доминацијата од првите две трки, дали Ферари конечно ќе успее да ги надмине своите проблеми, бидејќи Кина како конфигурација повеќе одговара на болидот на Ферари, има мешавина од големи правци, долги правци и брзи свиоци, така што верувам дека Ферари доколку успее да ги надмине своите проблеми, би требало овој викенд конечно да се искачи на врвот на пиедесталот, односно на подиумот. Дали тоа ќе биде Чарлс Леклерк или Себастијан Фетел, не е битно, битно е да се Ферари да се вметне конечно во вистинска смисла во борба за шампионатот. Исто така очекувам Red Bull Honda да ги надмине проблемите кои ги имаше со сетапот во Бахрейн, кои предизвикуваа нестабилност на болидот при кочење и во брзите свиоци, така што би сакал да видам тесна борба овој викенд помеѓу Ферари, помеѓу Мерцедес и помеѓу Red Bull. Интересно е да се напомене и дека битката во средина ќе биде исто така жестока. Многу од тимовите носат надградби на своите болиди, тоа е Хас, тоа е Мекларен, Рено мора да ја заборави онаа катастрофална лоша трка од Бахрейн, каде што беа и двата болида во добра кондиција се до самиот крај на трката, кога и двата поради електричен проблем откажаа во самиот финиш, значи на еден круг, два до самиот крај, така што ќе биде интересно да се види како Рено ќе одговори на тој предизвик. Ќе биде интересно да се види дали Вилијамс после 3 трки ќе успее да мрдне од дното. Така што ве поканувам сите заедно да ја следиме оваа трка предходно. Петочни тренинзи имаме кои се рано наутро по македонско време и само оние најхардкор љубители на Формула 1 верувам ќе ги следат. Сабота наутро повторувам 8 часот квалификации и недела од 8 часот и 10 минути главниот настан 1000-тата трка во Формула 1 за големата награда на Кина. Доколку ви се допаѓа содржините на каналот на Формула 1 на македонски, ве молам за лайк, шер и субскрајб. Коментирајте кој е ваш предлог за победник овој викенд и се гледаме во следното видео. Поздрав!